Соседите на Джин Хекман открија дека речиси никогаш не го виделе во децениите пред тој заедно со неговата сопруга да бидат пронајдени мртви во нивниот дом во Ново Мексико. Во светлината на таквото признание, јасно е зошто со денови никој не забележал дека нешто чудно, многу страшно и тажно се случува во вилата во Санта Фе. Джин Хекман беше пронајден мртов во средата како лежи на подот во неговата помошна соба, додека неговата сопруга Беци Аракава беше пронајдена безживотна во бањата покрај влезната врата. Околу неа биле расфрлани шишиња со лекови, а едно куче од вкупно 3 исто така угинало во близина. 2 дена по шокантното откритие, полицијата објави дека верува дека Хекман починал на 17 февруари, откако откриле дека неговиот пейстмейкер престанал да ги бележи отчукувањата на срцето тој ден. Иако не се пронајдени јасни знаци на насилство, полицијата се уште ја истражува смртта на двојката како потенцијално сомнителна. Овој случај е увиткан со мистерија и привлече огромно внимание низ целиот свет, многумина се прашуваат како е можно нивната смрт да остане незабележана толку долго. Соседите во нивната оградена приватна заедница, која се наоѓа на 8 километри од Санта Фе, раскажале за Нью Йорк Таймс дека и покрај годините на заеднички живот во истото соседство, повеќето од нив никогаш не ја виделе славната двојка. Тие имаат капија, ние имаме капија и едноставно никогаш не сме се ни сретнале, рекол Джеймс Еверет, кој живеел во соседната куќа 5 години. Бат Хамилтон, кој бил нивен сосед, речиси 20 години, рекол дека тој и неговата сопруга вечерале со Хекман и Беци само еднаш во сите тие години. 18,1 милион луѓе ја следеа овогодинешната церемонија на Оскарите, што е пат од 7% во однос на минатата година. Бројката која вклучува мерења на гледаноста на Ниелсен на АБЦ и пренесе во живо на Hulu го означува првиот пат на гледаноста во последните 4 години. Во 2021 година, првата година по почетокот на пандемијата на COVID-19, церемонијата имаше рекордно ниска гледаност од 10,4 милиони гледачи, но тоа беше проследено со 3 последователни години раст на гледаноста, достигнувајќи 16,6 милиони гледачи во 2022 година, 18,8 милиони во 2023 година и 19,2 милиони гледачи. Сепак, 18,1 милион гледачи беа доволни за да ги направат Оскарите најгледаното шоу со исклучок на спортските и информативните програми во телевизиската сезона 2024-2025. Тие исто така забележаа најдобар резултат кај возрастните на возраст од 18 до 49 години со 3,92, што представува зголемување од 3% во однос на минатата година. Кога станува збор за возрастните на возраст меѓу 18 и 34 години, ова беа најгледаните Оскари во последните 5 години со оцена од 3,17. Исто така важно е да се забележи дека преносот во живо на Hulu беше наизменично прекинуван поради технички проблеми. Помалку од половина час по почетокот на церемонијата, повеќе од 34.000 корисници пријавиле тешкоти при пристапот до преносот преку Down Detector. Музичкото училиште Боро Џони од Струмица доби медал од Федерацијата на европските карневалски градови по повод одржаните концерти под маски во изминатите 15 години, а плакета добија струмичките мажоретки. Пред доделувањето на наградите се одржа карневалско корзо. Дел од учесниците на главната карневалска вечер продефилираа по улицата на некогашното корзо во Струмица и потсетија на времето кога карневалот се одржуваше во вторник. 8-дневните карневалски празнувања завршуваат утре со организирање на традиционалниот тримерски ручек по повод празникот на армасаните, верените девојки и враќање на клучот на градот од страна на карневалистите, на градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов.
На 6 март во Македонската филхармонија ќе се одржи концертот насловен Бајка, посветен на Денот на жената. Ана Кондратенко е концертмајстор во оркестарот, а на 6 март ќе се представи во улога на солист, кој воедно и ќе го води оркестарот. Големиот Хозе Карерас лично ја покани да учествува на аудиција за концерт со Пласидо Доминго, но таа го одби, сакаше да му се посвети на семејството. Доаѓа од еден од најстудените градови во светот, Новосибирск, Русија, но таа зрачи со својот топол лик и секој нејзин настап останува запаметен.